собствениците во главном сите се единствени дека трговскиот центар треба да се уреди внатрешно право и технички дали е изводливо да се затвори. Меѓутоа најважно е што собствениците воопшто не се консултирани за целата оваа активност што се врши врз трговскиот центар. Собствениците, членки на здруженијето, имаат поделени мислења во однос на некој дали да биде од затворен тип или не, меѓутоа се првенствено дека треба да бидат прашани, затоа што 80% од трговскиот центар деловниот простор е купен, па потоа да седнат заедно со управниот одбор или со владата или мислам нели сепак треба да бидат консултирани. Мислат ли тие дека ќе се намали прометот со оглед дека ќе стане затворен тип, а сега функционира како сообраќајка? Па да ти кажам, дури не се ни свесни, они никој на собствениците не им покажал како ќе изгледа, освен ова на телевизија што го гледаме, ние не сме го виделе проектот каков е и како ќе изгледа затварањето на трговскиот центар. Вие гледате трговскиот центар колку е празен. Закупнината стана се изедначи со средствата кои што ги плаќаат за тековно одржување. И закупците си одат, трговскиот центар се празни. Додуше и прометот е намален, меѓутоа многу е намалена, многу е руиниран трговскиот центар, да ви кажам, пропаѓа. Внатре секциите се празни. Ама ако го затворат, ако е барок, треба прво внатре да го уредат. Шо ако фасадата биде убава, ако од надвор не чини? Шо ќе се смени со тоа? Ако внатре не чини?